Почитувани колеги пратеници, колешке Дафина. Еве како се перципира Законот за јазици од страна на СДСМ. Во 2011 господјата Радмила Шекеринска изјавува: во такви брзи, швирцерски скратени процедури, јасно е дека единствените луѓе кои нешто губат се граѓаните на Република Македонија. И СДС таквата пракса не ја одобруваше, не ја одобрува и нема да ја одобрува, рече Шекеринска. За да во август во 2017 владата предводена од СДСМ предлага предлог закон за употреба на јазиците. Понатаму, вели Шекеринска, втората причина зошто ќе гласаме против ваквиот предложен закон е заради тоа што законот представува почеток на кршењето или ширењето на Охридскиот рамковен договор и тоа како пракса сметаме дека е опасна пракса во Македонија што на долг рок негативно ќе се одрази и на меѓуетничките односи, и на демократијата, и на стабилноста на Република Македонија. А со овој закон, почитувани колеги, се проширува јазичното право од локално на републичко потреба. Па господа од СДСМ, зарем овој закон нема да се одрази негативно на долг рок на меѓуетничките односи? Сега ќе ви одговорам. Според Шекеринска, Законот за јазици во 2011 ќе се одразил негативно врз демократијата, стабилноста и меѓуетничките односи на долг рок. А овој закон за секогаш, не на долг рок, ќе влијае негативно врз етничкиот јаз. Во секојдневната комуникација овој закон всушност и не недостасува. Албанците си ја уживаат слободата да го зборуваат својот јазик и немаат потреба од овој закон. Овој закон, за жал, стана престиж за добивање гласови и предмет на манипулација со избирачкото тело. Почитувани граѓани, всушност во наредната година, од денот на влегување на сила на овој закон, вели во членот 23, со стапување на влегување на сила на овој закон, сите надлежни институции во рок од една година, значи, се обврзани да ги донесат подзаконските акти за спроведување на овој закон. Понатаму вели, во рок од 6 месеци од денот на влегување во сила на овој закон, институциите се обврзани да ги спроведуваат обврските наведени во член 7 од овој закон. Понатаму, владата на Република Македонија веднаш по влегувањето во сила на овој закон ќе развие програма за покренување на јавната свест за примена на овој закон. Ке ве молам, програма за покренување на јавната свест за примената на овој закон. А да покренете вака јавната свест за развој на културата и образованието на сите етнички заедници, пример со медиумски и комуникацијски проекти, низ забава и спорт, низ дружење и заедничко учење и работа. Не се покренува, господа од СДСМ, јавната свест со санкции и воведување глоби. Напротив, се создава револт и одбивност. Благодарам.